Добре дојдовте во студио. Гостин, ортопедскиот хирург, доктор Тодор Ношпал. Судот донесе решение дека сте незаконски избркан од работа, откако пред една година добивте отказ и таа година и пол траеше таа голгота. Што одлучивте? Ќе се вратите ли назад на клиниката или останувате таму каде што сте сега, во приватното здравство? Па сега за сега сум во приватното здравство, значи од пред негде месец и пол два сум работен во болницата Свети Лазар како директор на ортопедското одделение. Оформивме ново одделение кое што е независно од гинеколошката дејност која што ние имаа до сега. И не знам, кога ќе се земе се ова во предвид што се случуваше и како се случи, мислам дека нема да се вратам сепак. Иако можно е враќање, меѓутоа кога некои луѓе не би постоеле на клиниката. Бевте ли утринава? Контактиравте ли некој таму? Се слушнавте ли со Контактирав со директорот? колегите, да, се слушнав со раководителот на ортопедија. Реакциите какви Реакциите биле? се позитивни од негова страна, нормално. Со другите не сум се слушнал колеги. Мислев да отидам, меѓутоа денеска имав премногу ангажман на болницата, во болницата Свети Лазар, така да ќе го оставиме тоа за понатака. А со директорот Солмани не се слушнавте? Не, со него немам никаков контакт уште од тогаш, од кога беше отказот. Во кој дел од решението судот донесе одлука дека не правиле, незаконски постапиле? Да, првичната одлука беше во април, кога Основниот суд Скопје 2 ја донесе таква одлука, дека мојот отказ е незаконски. Со оглед на тоа, нити сум издавал деловни тајни, она што ме теретеа, не сум почитувал хиерархија и тие работи, бидејќи јас едноставно само се борев за правата на пациентите. А со мојот отказ не само што изгубив јас, не изгубив пациентите. Бидејќи јас имав во тој период некако околу 70 пациенти кои што чекаа за оперативна интервенција, кои што беа на листа на чекање. Тие пациенти, не знам, најверојатно се снашле, се оперирале, меѓутоа сепак се губи еден континуитет. Да се вратиме вака малку назад во периодот кога се случи тоа. Тоа беше времето кога министерот Тодоров забрани да се пациентите сами да си купуваат ортопедски, протези, колкови. Да. Што се случуваше тогаш? На клиниката имаше ли? Па на клиниката беше апсолутно, значи, запрено ненормален процес на работа кој што го имавме ние, бидејќи без разлика дали пациентите сами купуваа или се одеше на тендер. Во тој период имаше еден долг период кога немаше тендер, така да пациентите мора да ги купуваат протезите, односно сите материјали, и после тоа фондот им ги рефундираше. Тоа не беше некоја тендерска цена, меѓутоа сепак не беше на максимална цена која што е одредена, така да беше прифатливо. И во тој период се одлучи да се оперира само по 1 до 2 протези неделно. И сега кога ќе земете дека имаме 24 ортопедски хирурзи на клиниката, добро, тоа е заедно со анестезиолози, значи негде 18 ортопедски хирурзи сигурно, тоа ќе сватите дека фактички зошто сме ние работени таму и што ќе работиме. А која беше целта на тоа? Тоа ми се чини да го воведува директорот заради да заштеди на клиниката. Едноставно и целиот тој однос што доста колеги отидоа, да речеме, во приватното здравство да работат, затоа што имаат подобри услови таму. И тоа е, мислам, што секој си го бара фактички, бара подобри услови за работа, за да може да си ги остави своите цели. Сега, тоа е лоша по однос на пациентите. Меѓутоа, ако од друга страна, па кога ќе размислите, она што јас цело време го зборувам, каква врска има што јас работам сега во приватното здравство? Јас сум понатаму ортопедски хирург. Фондот, да речеме сега, мојот печат не го важи, не го признава. Зошто да биде тоа така? Зошто фондот да не рече приватната болница, да речеме било која, не мора да биде Свети Лазар. Приватната болница да може да склучи договор за одреден број на пациенти да се извршуваат во таа и таа приватна болница. Цената која што ќе плаќа фондот ќе биде толку, а
до цената на чинење вистинска, пациентот ќе се доплати. И повторно по грбот на пациентите. Да, меѓутоа не е тоа по грбот на пациентите, меѓутоа факт е дека пациентите морат факт сега е да дека си тоа е плаќаат вистинското сами, чинење, она што е вистинското чинење на услугата. Што се случи тогаш? Една жена почина, чекаше тоа беше неколку друго, недели. да. Тоа беше иницијалната каписла, вие му кажавте на медиумите? Една од иницијалните каписли беше тоа. Едноставно ги немаше известивте материјал за медиумите жената, во немаше обвинија, материјал, жената немаше средства да купи и така се случи, иако беше на вистина беше она во релативно тешка состојба, меѓутоа тоа е тоа што се случи. Другата пациентка Тоа ли беше оддавањето на деловни тајни, бидејќи ги известивте медиумите? Дел беше другата пациентка која што требаше да се направи ревизија, значи на протезата. Беше скршена протезата заедно со бутната коска и пациентката сама си ја набави протезата и умеѓу време дојде она одлука дека не смеат сами да набавуваат, па мораше да ја врати, па клиниката да ја набави, умеѓу време јас дојдов дисциплинска комисија и сите тие работи, така да не ми беше дозволено да ја оперирам пациентката, него пациентката ја оперираше друг колега. А она што е за волја на вистината, за таков тип на оперативни интервенции, значи сепак постојат и шетања по странство, 25 годишно работно искуство и тие работи, така да. Се инвестирало доста во знаење. Имаше обвинување тогаш на ваша сметка дека протежирате некоја фирма, дека сакате нивните колкови да ги... Не. Тоа никогаш не било така, мислам, тоа е на пациентите секогаш им се нуди палета на производи кои што они сами се одлучуваат, зависи која фирма, која протеза ја произведува и каков е квалитетот. Тоа го кажува и цената. Ако јас предложам да речеме од оваа фирма оваа протеза, оваа пациентот сам ако нема доволно пари, нормално дека ќе купи најевтината. Велите кога би се вратил на клиника, би се вратил само на раководна функција за да можам да ги средам работите. Да. Кои работи да ги средите, што не чини таму? Многу заследување, на ортопедија има многу заследување. Како стојат работите таму? Знаете дека првично почна работите со спојување на клиниката за ортопедски болести заедно со травматологија, со ургентен центар и со Карил. Што е нешто, не знам, неприродно. Едноставно. Имате една клиника во која што се вложувало повеќе од 50 години, значи уште од времето на Серафимов професорот, и која што и за времето на бивша Југославија беше врвна клиника. Значи, доаѓаа пациенти од цела Југославија да се оперираат тука кај нас. И наеднаш вие решавате да ја ставите во еден конгломерат кој што е неприроден. Значи, тоа фактички значи уништување на клиниката. Ние и понатаму заработевме на истите принципи и све, клиниката работеше успешно. Не ми е јасно зошто се спои со овие клиники. Не ми е јасна таа политика, не ми е јасна. На тој начин, сега знам дека клиниката се уште работи, има па колеги кои што работат таму, нели, кои што се стручњаци од својата дејност, и тоа обемот на работа е многу намален. Така, тоа што се случува значи на клиниката, освен што сигурно знам, е паднато и нивото? Не сум бил долго време таму. Меѓутоа колку што знам, обемот е многу намален, има едноставно празни кревети. Нема намален пациенти бројот на што операции, да. Листите на чекање се зголемени сигурно, да. Добро, ви благодарам на разговорот. Благодарам и вас што ме поканевте на сијата.